PFAS, синтетички хемикалии невидливи со голо око. Со оглед на тоа што тие можат да одвратат топлина, масло и вода. Тие се користат во секојдневни производи како водоотпорна облека и нелепливи тави. Но тие се повеќе се поврзуваат со здравствени проблеми, вклучувајќи го и ракот. Значи, треба итно да се исфрлат сите видови, вели професорот по физика Грем Бисли. Постојат регулаторни мерки кои се разгледуваат од неколку државни куќи и индустријата реагира. Тоа чини пари за да се префрлите, но е многу поевтино од тужбите што би следеле доколку не го сторите тоа. Бидејќи токсичните хемикалии лесно се носат и со вода, Агенцијата за заштита на животната средина во март предложи национален здравствен заштитен стандард за 6 специфични PFAS во водата за пиење. Агенцијата за заштита на животната средина очекува да ја финализира регулативата до крајот на 2023 година. Во изјава за Гласот на Америка, Агенцијата за заштита на животната средина рече дека после тоа до 6300 јавни системи за вода ќе имаат рок од 3 години да бидат во согласност. Агенцијата исто така рече дека овие мерки би можеле да ја намалат изложеноста на PFAS за речиси 100 милиони американци. Научната заедница не седи без работа. На Државниот универзитет во Аризона, професорот по инженерство за животна средина Брус Ритман работи на прилагодување на комерцијално достапна технологија за уништување на силната врска помеѓу јаглерот и флуор, што спречува PFAS лесно да се деградира во животната средина, поради што тие се нарекуваат и вечни хемикалии. Ние користиме водороден газ како извор на електрони, користиме катализатор, а потоа почнуваме да ги сфрламе овие атоми. Тогаш овие молекули стануваат биоразградливи и потоа го предаваме на микроорганизми, бактерии, кои потоа ќе ја завршат работата. Професорот Маџид Моксени во Канада разви ново решение за филтрирање, кое се надева дека наскоро ќе го донесе во САД за имплементација. Тоа не само што може да ги фати сите видови на PFAS, туку и овие материјали може да се регенерираат и рециклираат. Меѓутоа, кај јавноста постои загриженост дека напорите за решавање на загаденоста со PFAS во водата и секојдневните производи не се движат доволно брзо, вели Ерин Рајли од непрофитна асоциација Джеймс Ривер во американската сојузна држава Вирџинија. Не е на потрошувачот на вистина да се обидува да може да се заштити себе си. Она што треба да го направиме е да донесеме регулатива за тоа каде може да се користат овие хемикалии, како може да се користат, какво етикетирање треба да се направи. Американската асоциација за облека и Советот за производи за лична нега вклучуваат компании кои произведуваат производи со PFAS. Групите за Гласот на Америка изјавија дека нивните членови се посветени на постепено укинување на намерната употреба на PFAS и унапредување на иновативните и безбедни технологии за производи.